Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште една работна сабота на телевизија 24 Вести. Влеговме во седмиот месец и ова е последна работна сабота пред почетокот на летната сезона во која секако ќе направиме пауза и денеска ви ветувам релаксирана завршница на оваа сезона на работна сабота. Затоа ве поканувам да останете до самиот крај, да се подготвите за една расположена работна сабота, а таква ќе биде затоа што во моето студио денеска се гости кои што верувам веќе добро сите ги знаете и успешно ве засмејуваат кога ќе ги најдете на некој од ТВ каналите на кои што се присутни, на кои се емитува нивната хумористична серија. Станува збор за дел од актерите на хумористичната серија Нема љутиш. Со нас во студиото денеска Драган Ивановски и Боби Додевски. Добре дојдовте. Добро најдовме. Фала на работна сабота денеска мораме да се изработиме зашто завршуваме за летово. Толку е. Како што напоменав, гледачите веќе добро ве знаат, ве има скоро низ целата територија на републиката каде што се емитува Нема љутиш. Хумористична серија која што одлично е прифатена помеѓу луѓето. Идејата беше ваша. Кумановци се секогаш интересни за разговор, интересно е со нив кога се седи на маса и кога се разговара и веднаш произлегува хуморот, па не е ни чудно зашто Нема љутиш потекнува од Куманов. Да, па идејата многу едноставно дојде по некои наши седенки, ние така се однесуваме и во приватниот живот, седиме, се дружиме и обично кажуваме вицеви, кажуваме некои случувања од животот, вистините или тие анекдоти што ни се имаат навистина случајно и кои секогаш имаат некој друг призвук кога некој друг ги каже, така да и повторените неколку пати делуваат смешно, посебно ако има некои луѓе од страна кои што ги немаат чуено тие случаи. Така да кога ние ќе се составевме, ќе седнеме на некоја маса во некој ресторан или во кафич, скоро сите наслушнуваа што тоа толку се смееме, што е тоа толку смешно. Од тука дојде таа идеја, ајде кога толку им е интересно на луѓето околу нас, а нам секогаш не е интересно, ние се смееме дури на прсок се покажеме. И решивме да направиме една таква емисија која ќе може да ја видат сите во Македонија, па да видиме како ќе поминеме. Знам од искуство дека кумановскиот дијалект секогаш им е интересен на другите во Македонија. Многу пати не терале кога ќе се најдеме во некој град, а изборете само немојте македонски, јас си го вежбам македонски од тој начин, они велат немојте македонски, изборете кумановски затоа што ни е така поинтересно, но секи со таа идеја дека кумановскиот дијалект е секогаш интересен и дека ете колку толку сме интересни при кажување на тие случки, на кажување вицеви, се одлучивме да се појавиме и на телевизија. Некако во исто време се вклопи и тоа што во Куманово отворивме локална телевизија, телевизија Плюс, така да ја имавме и таа поддршка во вид на техника, нели, камери, монтажа. Имавме се што ни треба, почнавме, не беше така лесно додека се најде форматот на емисијата, да кажем, значи дали да има слики, дали да има видеа. Во главном се решивме да превземаме видеа и слики на интернет, затоа што, да кажеме, по старата популација многу потешко доаѓа до тие смешни, а дава Господ на интернет има се и се што. Кога ќе види човекот таа снимка или таа слика, му е смешна. Меѓутоа, секогаш кога ја некој друг интерпретира на свој начин, делува уште посмешно. И од тука ги црпеме тие материјали и ги коментираме на наш начин. Вицевите се веќе антологија за Куманово и тие се скоро сите кажани. Да кажеме 90% вицевите се измислени, не се ретко некој ќе смисли нов виц, но кој како ќе го каже, ја прави разликата. И така почна таа емисија, приемот за почеток добар, првата сезона помина доста успешно. Имаме и некои забелешки во поглед на емисијата од страна на гледачите, имаме и ние собствени забелешки. Сега планираме, нели, да нешто работиме на тоа поле за време на летната пауза, иако ќе немаме пауза, ќе одат тие емисии на некој поинаков начин, најдобрите моменти ќе бидат спакувани преку нови најави и сепак ќе работиме на некои подобрувања на емисијата и се надевам дека во есен веќе ќе имаме уште подобар продукт. И што и да биде, нема да има љутиш, секако дека гледачите ќе прифатат се, само што ете од ваша страна е барано да ги засмејувате и да ги расположите. Со актерство, можеби некој од вас има, меѓутоа сигурно 100% сум дека со Боби нема никаква врска актерството пред почетокот на Нема љутиш. Професионален полицаец, вработен во Министерството за внатрешни работи. Верувам дека е доста забавно кога еден полицаец кој што го знаеме од телевизија, од хумористична серија, можеби ќе не сретне некаде на улица и ќе ни ги побара личните документи. Така, ми се има случајно неколку пати да таква случка. Работам во полиција, значи професионално веќе 15 години. Можеби мојата
природен ангажман и службената работа не се совпаѓаат баш полицаец, па и да прави малку хумор за луѓево. Меѓутоа, со самата работа увидувам дека на народот му е се преку глава од озбилни теми, од такви работи. Сепак народот сака да го засмееш, да му направи шега, да се пошегува малку и да се насмее дури на сметката на полицајците. Значи има ситуации кога ќе ве препознаат и кога можеби се вика дали ова случај скриена камера или на вистина се случува. Кога првпат бев по кампот во Табановци, бидејќи сега сум таму на работа, едно девојче од Црвен крст ми приде, вика, си извинувам да те прашам, ти нели си од телевизија? Викам, да. Па шо вака во униформа снимате нешто? Дојдовме по невестата. Да, така, викам, не, викам, тоа ми е професионална работа, вака лелеш, значи, добри сте, ни укажуваат како што рече Шани на некои мали корекции, бидејќи секогаш се стреме за да биде нешто подобро и мислам дека од есен ќе го исправиме, тоа ќе биде уште подобро. Одлично, јавноста покрај Нема Љутич и станавте симпатичен и популарен по една навистина убава љубовна приказна која што се случи токму таму на вашето работно место на граничниот премин Табановци. Така. Станува збор за една ирачанка која што беше со своето семејство овдека на поминување низ нашата земја, меѓутоа вие го спречивте патот. Така, се случи сосема случајно, значи не ја чека вака, меѓутоа можеби со мислите и со срцето ја чекав. После некои турбуленции во мојот живот, таму бев на работа. Првпат кога беше затворена границата од српска страна, таа ме замоли, бидејќи имаше висока температура, она незината мајка беше дехидрирана и така, им помагавме на бегалците, значи, таа ме замоли да можам, ако не е проблем, нивното семејство прво да го пуштам. После 6 сати се отвори границата, меѓутоа веднаш ми остави некој посебен печаток, бидејќи зборува 6 јазици, ми остави посебен печаток, и реков нема проблем, ќе бидеш прва со своето семејство. Нема проблем да шанси. Вака на колегите, знаеш од оваа страна се шегувам. Значи ја пуштивме, меѓутоа по некоја случајност дали судбината се поигра со нас и таа беше вратена со незиното семејство, пошто колабираше, значи беше во болница и такви работи. Меѓутоа после полека љубовта почна да се раѓа. Се случи на брзина? Значи можеби 1 месец. Во рок од 1 месец се заврши, мислам се роди љубовта, се запознавме, свативме дека си одговараме еден со друг и во карактерот и во особините, секогаш не можеме да бидеме или преубави или преружни, или предобри или преружни. Зборуваме, можеме за преубавата половина зборувам за некој, зборувам за ружните за мојот дел. Тоа можеме. Така и да се роди љубов, свадбата ќе е на 13-ти во За само неколку дена. За само неколку дена. Не е сабота, за да може нели да имаме работна сабота. Да, па гледав да биде среда, да не се го пропастиме викендот затоа. Ете што ти значи работна сабота и свадба се одложува за работна сабота. За работна сабота, така. Одлично, јас ви посакувам многу успех, долга љубов и вечно да бидете заедно, па да се видиме со повторно уште еден убав повод. Обавезно. И се надеваме дека кумот ќе биде доста весел на свадбата. Да. Па јас се надевам, не се надевам, сигурен сум во тоа, инаку кога првпат ми каже Боби дека ќе се жени и ќе земе жена од Ирак, ја реагирав со овие зборови и викам Боби бре, да бидеш интересен, само жена од Ирак доведе да се збори низ Македонија за тебе. Боби е многу позитивен, многу размислува брзо, енергично, сака да ги решава работите брзо. Мојот совет беше малку тоа да оди малку полека, нели, запознавање помалку сега не е едноставно така, нели, но тој се одлучи на таков чекор и сега баш ми е драго што не ме послуша во тој момент. Јас малку сакам да размислам за некои работи. Но добро, тука нема пречки, не се мешаме во тие работи, освен што си делиме пријателски совети. Драго ми е за него, драго ми е што го гледам среќен сега, иако ова му е трет брак, значи има 2 минути брака за себе, се надевам дека овој треќа среќа ќе биде. Затоа во среда и среќен ден. А и во црква му кажа доста е веќе. Се испеавме. Сега поповите снема глас и ше почнат да пеат за 2000-арки. Попус даваат ли на трета? Па не знам, мислам дека ќе треба потом дупло, пошто е трет пат. Одлично, верувам дека сето ова поминува така ете во една интересна атмосфера, невестата се подготвува и ги надминува сите пречки кои што стојат на патот за да ете љубовта победи и да бидете вие заедно. Таа е ведар лик по природа, значи и Шане зборуваше со нејзи, значи ведар лик е, да не кажам малте некао јас исто. Значи сака да помагате, сега таа работи како волонтер во Црвен крст преведувач. Значи
сака да им помага на луѓето, ведар лик е со позитивна мисла, секогаш насмеана, секогаш расположена, да помогне и така да мислам дека секој биде добро. Има ли други вакви љубовни приказни, се случуваат ли? Дали сте слушнале нешто, можеби таму сте постојано? Можеби требаше да има неколку, меѓутоа секогаш има зли јазици и верската разлика помеѓу религиите е огромен проблем. И јас мислам дека можеби ние ќе бидеме пример како се надминуваат тие разлики, бидејќи постојат многу врски во Македонија помеѓу македонка и муслиман или муслиманка и македонец, каде што е забрането таквата љубов. Се уште кај нас се водат некои стереотипи каде што таквата љубов е забранета. Мислам дека ние го надминавме тоа и после ова наша случка мислам дека многу парови ќе се охрабрат на ваков чекор да се осмелат да направат ваков чекор. Вакво нешто само на филм имам видено, нема кај наставно хуманна граница. На филм да, но вака не. Ретки се. Мислам немам навистина чуено да нешто конкретно слично вакво. Тоа е нешто во што го охрабрив прво. Ели луѓето ќе се зборат, ќе има говоранци и на Facebook и вака ќе си шепотат луѓето, но важно е дали имаш среќа, дали некој ти одговара. Религијата и националноста е нешто што за мене барем е неважно. Моје мислење е дека сето оваа приказна помина доста позитивно кај сите оние кои што допре и сите оние што слушна, затоа што ете љубовта ги поминува и ги надминува сите граници. Тука нема нешто што може да биде бариера кога двајца се сакаат. Ете вие сте пример дека може да се надминат сите пречки. Нема љутиш, тука сте и вие двајца, но колку луѓе се во целиот процес на формирање на оваа хумористична серија? Сакам да ми кажете како настанува? Имате сценарио, се подготвувате, од каде толку вицеви? Вицеви има колку сакаш, значи реков и пред малку вицевите скоро сите се кажани, важно е нели кој виц ти лежи да го одбереш вистинскиот виц што можеш најубаво да го кажеш за да реагира публиката. Ако тебе ти е смешен и добро го презентираш, нема проблем. Така да и ако го има чуено вицот, а ти го интерпретираш на некој поубав начин, поинтересен, сигурно дека ќе се засмее. Боби се смее на секој виц кој ќе си го каже. Мене тоа ми е возбудливо. Како може да се смееш толку многу во серијата на вицеви кои што сигурно си ги слушнал десетина пати? И сум ги кажал можеби десетина пати, на 100 пати. Да секогаш, не знам, пак ми е смешно. Значи начинот можеби во таа ситуација сум станал, сум седнал, сум чучал, значи многу е битно гестот и моментот што ќе го направиш за да им го доловиш вицот на луѓето што те гледаат. Ако ќе тргнат вицевите, тука нема рачно. Нема застанување. Па да кажам, јас сум најслаб во таа категорија по помнење на вицеви. Да, како Боби знае да се изрази вака за мене. Види го бе мал, а опасен кога ќе порасне, што ли ќе прави? Значи, ретко помнам вицеви, мора да се подсетам малку, тие веќе пукаат рафално. Значи, навистина, најтешко им ако им кажеш, кажи виц. Ако не им кажеш, а почнат сами, и тој и Коки и Боголјуб добри се во таа категорија. Ги спомнавме, ја и Боби ја почнавме целата приказна, но и при осмислувањето на емисијата првичната идеја беше дека можеме да покануваме луѓе кои се наши пријатели или колеги на некој начин, бидејќи ја долго време се имам занимавано со актерство. Имаме некој круг на луѓе кои исто така го практикувале актерството, меѓу другото пријатели сме и со луѓето што работеа Куманија, кои исто така своевремено беа многу гледани низ Македонија. И се решивме на таков тип на емисија каде што ќе можеме да поканиме луѓе кои ќе бидат присутни во емисијата, па во меѓувреме ако најдат некој нов ангажман, можеби и ќе се оддалечат за кратко време од емисијата, па друг ќе поканиме и така тоа досега функционира. Почнавме јас и Боби, ги поканивме Боголјуб Тодоровски и Горан Лутовац, тие двајцата веќе има настапувано во Куманија. Тоа беше во првите 3 месеци, потоа Горан Лутовац одстапи поради некои своји обврски, влезе Коки, кој Никола му сега презимето не може во момент. Он се приклучи со кажување на вицеви и еве сега од следната сезона ќе одиме во таа тројка, веќе Коки ќе се вклучи малку повеќе во останатите сегменти во емисијата. Така да менуваме во момент онака како што мислиме дека треба и дополнително спрема врските на луѓето, нели секој од нив има некоја своја работа, единствено јас се занимавам со медиумска работа целосно, тоа ми е професија веќе преку 20 години. Останатите си имаат своји обврски и така тоа го правиме, значи низ договор со нив. Јас се надевам дека ќе имаме и други гости кои исто така се надарени, да кажам, за смеење, за кажување смешки или вицеви. Исто така
провејува некоја идеја дека можеме во некој момент кога ќе сме доволно популарни, да кажам, ајде, или доволно гледани низ Македонија, да пуштиме камера и да се раздвижиме низ цела Македонија, па да ги чуеме обичните луѓе. Сега ние сме необични, не сме важни, само сме чудни. Луѓето кои што немаат врска со медиуми, со телевизија, да ни кажат вицеви. Во Куманово има толку луѓе што кажуваат вицеви, ама супер кажуваат, единствен проблем има камера. Камерата кога ќе се уклучи. Црвенкото кој ќе го видат, значи готово. Застануваат и тоа е единствениот проблем. А во друштво кажуваат вицеви можеби подобро од нас, од нив. Можеби ќе го смислиме начинот да биде интересен, да не им пречи таа камера и да можат да се изразат. На тој начин ќе биде сигурно многу интересно да ги чуеме нив на свој начин како кажуваат вицеви. Инаку подготовка за емисијата правиме, секако не смееме да се појавиме пред камера, нели, и ајде сега ќе импровизираме. Воглавном за секоја емисија работиме во текот на целата недела на коментарите за видејата, на коментарите за сликите, вицевите веќе се отснимени, значи за вицеви одвојуваме време, има едно големо снимање, после се присутни тие вицеви, нели дел по дел се вадат, а останатото оди од недела за недела се подготвуваме, правиме еден костур на коментарите и потоа околу тие зададени реченици се однесуваме на снимањето. Воглавном тоа оди добро, без многу прекинување, бидејќи прекинувањата на ваков тип емисии многу тешко потоа можете да го вклопи, па да вратите оригинално како што е, бидејќи не е до буква напишано се, импровизираме во голем дел, меѓутоа имаме план за снимање. Бобе, кога се запали црвеното светло на камерата, има ли нешто што можеби тебе те кочи? Не, ја го замислам како да е бољар и така. Уклучен бољар. Ефтина струја. Ефтина струја пред туширање пеа ми се сеам така да се понашам така. Инспирација каде се добива најмногу? Каде најлесно вие започнувате така да кажувате вицеви, да се... Тоа се моменти некогаш најобична ситуација ќе ти отвори така комичен правец, да некогаш многу се смееме за некои работи што на прв поглед ни изгледаат малку чудни, знаеш, и вака кога ќе гледат луѓето кажат леле бе, од тоа ли почнавте? Значи го правиме костурот и имаме на некои назнаки. Ни текнуваат, значи 90% од тие работи се во момент. Меѓутоа, кога ќе погледнеме прв пат костурот, ние имаме веќе во кој правец ќе се одиват. Често пати од тоа што сме напишале, ни два реда нема да прочитаме. Бидејќи оди во друг правец, значи и нема враќање. Така и нема враќање назад. Трема немам за снимање, значи можеби на почетокот ми беше чудно додека да се вклопам такви работи, по природа вака сум опуштен човек и немам трема за снимање, меѓутоа секогаш малце е чудно. Не Како изгледа кога полицаец кажува виц за полицаец? Смешно. Има ли некоја нова анекдота која можеби сами ја смислувате нешто? Имам една ситуација, бевме на смена во полиција, навечер ноќна смена бевме од 7 вечер до 7 сабајле. И седиме така и по обичај кога ќе земам весник, ги читам вицевите прво што како такви работи и се ми 4 колеги. Јас отворам новината, викам еј колеги слушајте да ви кажам еден виц, да ви прочитам еден виц уствари. Викам таткото полицаец. Слободно може на кумановски. Добро, полицаец татко ги собрае колеги да ги покаже колку е глуп син. Вика гледате син ми колку е глуп. Вика ај сине провери дали сам надвор и дете иде и скача преко врати и вика друг колега, стварно глупо дете можеше да види од прозор. И сви се смеемо, еден колега ќути. И ја го држам новини и вика кам да видам, што ќе видиш букве су. Значи тоа е вистина добре. Вистинска случка е тоа. Анекдота која што сигурно наоѓа место во нема љутиш и навистина нема љутиш кога. И меѓу колегите. И меѓу колегите. Да. Вицеви има за се, за плавуши, за докторки, за полицајци, за секакви ситуации, но реалните ситуации, можеби, она што се случува секојдневно во државата, се моменти кои што јавуваат многу за да се искреира една хумористична парче. Колку реалната ситуација, односно ситуацијата која што во Куманово можеби се случува, затоа што знам дека имате многу повеќе жени, дека мажите ви се сите во Афганистан, повеќето, вие сте ретки кои што останавте таму да ги чувате тие жени? Па затоа мора некој да остане, и да ги чува жените. Нема сега толку.
намали Афганистан и Ирак доста, иако сега пак тоа... Сега жени од Ирак доаѓаат. Да. Сите сакаат да средат работа за Ирак и Афганистан и велиме, ние ги сега ваму кај нас е нешто као подобро. Сега ќе бидам некој шејк Дурбан на глава. Почесен амбасадор. Ситуациите што ги живееме, она што се случува во Куманово прецени е водич во нешто што правиме. За жал, ситуацијата во Македонија моментална каква што е не ни дава многу прилика да одиме на повисоко ниво со тој хумор, бидејќи многу лутење има од сите страни. Некако внесувањето на политиката, посебно кога би се случило тоа, носи интервенции од разноразни страни, така да не сакаме ниту да се обидеме со тоа. Во главном се занимаваме со ведри теми, бидејќи мислиме дека премногу му е на народот од политика и сериозни теми во изминативе, па да кажем и 25 години, откако сме самостојно. Самата наша политика е хумор, затоа не треба да ги коментираме. Значи, се трудиме да работиме на некои ведри теми, на некои духовити работи кои ќе успеат да го засмеат народот барем во тие 30 минути, да малку се релаксира. Тоа ни успех ако па не мора и да издржи 30 минути. 10 минути нека се посмее со нас, ако му тежиме веќе може и да се тргне, ама и тие 10 минути ќе ти внесат малку позитивна енергија да кажеш ајбе ќе идам сега, денеска ова ќе завршам, веќе си поинаков. Онака кога гледаме тие тешки теми, па ова биднало, она биднало. Јас знам од Куманово на национални медиуми јавуваат само кога има црна хроника нешто. Ништо друго не можеме да чуеме и затоа се трудиме токму тие теми да ни доминираат во емисијата. Материјал има од секаде, многу имаме вклучено од приватниот живот во емисијата, само што не ги именуваме луѓето. Она што ќе го чуеме, ќе бидеме сведоци на некоја случка, го внесуваме малку променето и нема реакција од тие луѓе кои што, односно нивните случаи ги имаме искористено во емисијата, напротив, радосни се, весели се поради тоа и во последно време интересно што се повеќе од луѓето ни приоѓаат да ни кажат виц, кажете го овој виц, абе ај ова, знаеш, мене ми се случи таму, вие ќе го направите да биде топ. Се повеќе добиваме такви некои идеи во Куманово, меѓутоа и надвор од Куманово, преку Facebook, еве овој го прочита виц, можете ли да го преработите, слика ни праќаат, да ја коментирате оваа слика. Дури во Куманово имаше случка, има еден човек кој работи во спортска сала и има само еден зап. 4 надпревари на кошарка ме маваше да се сликам со него за да го коментираме насмеан така со еден зап. И не сликаше Боби, ама не го коментиравме оваа сезона, следната сигурно ќе го искористиме. Ако остане забот до следната сезона. Па ако не ќе мора пак да се слика. Имаме сликата, имаме доказ. Дека едно време имал еден зап. Си беше еден човек со еден зап. Добро е тоа што нема замерки од таа страна и затоа се движиме во тие граници, сакаме да ги користиме тие секојдневни случаи, само малку да ги збогатиме со хумор и да делуваат. Бидејќи веројатно тоа што се случува во Куманово се случува и у Струга, и у Битола, и у Прилеп, па на сите им е тоа интересно на некој начин. Близок е тој хумор, да. Јас предлагам сега гледачите на телевизија 24 вести со едно мало блокче да се расположат и да се насмеат. Следува, можеби тоа се некои од најдобрите, односно избор на најсмешни парчиња од Нема љутиш. Значи, првиот да го гледаме сега, малку понатаму ќе погледнеме уште едно парче. У полицију станицу решиле, место да дојдов у Дрегер, да дојдов у кондоми. И командир га прати полицајци да купи и чекав полицајец, бабичка, дечко чека се и полицајец вика дајте ми 1000 кондома. И дечко гледа вика до вчера не казнувава. Вика од јутре вика знае се. И баба вика синко да прашам кијете полиција или кијете постанови. Правимо обед двојца другари. Еден му вика на онога прога, вика, абе, вика, ланиву на бабо ми, на жено мајка, купи за 8 март парцело гробишто, вика. И се дојамо пред некој ден, вика, у кафану заедно, ја, жена и баба, и она вика, ти зете, овој годину на мене за 8 март ништо не ми купи. Епа рече баба, ти лајнски поклон не го отвори. Жена иде куде мужа, цела нешто нервозна, револтирана, вика, муже, ја да ти кажа на тебе. Ја више не сам домаќица, не сам ти пераljка, не сам ти готвачка, не сам бре ја равноправна и удар остал. Море жено, ти не си тепана.
Ја имаше многу другари, вика, брат, од Кавадарци, многу сум малер, викам, со што си бе малер? Сам да се тркам в торчи и спаднам, бе, вика. Душа, Душа. Брат, има држање за некој, знаеш, функцију јако. Знаеш кога ме страшно посеќа? Тупурковски. Забавите. Ја што ја гледа? Нега. Трчи према функција. Не бе, брат. Намерно зборе да ga стигне функција. Они мисли дека ја прв стигна. Брат, ние многу работи, мисле дека сме први, се радуе сме. Колку од нас се мислеле дека су први, брат. Па се радувале. Он појде натаму на пола пат, мајка му викна: "Сине, ручак, враќај се." Отише да вика, мамо, си ми вика дека сум дебел у школу, запркавме, не си сине дебел, не си, оди мама ти надроби у каду да ручаш. И се. Шофер збори на телефон. Изгледа доби некој експлозивно. Експлозивно? Експлозивно. Газда да те пукна плата. Не, он збори с газда на телефон. Газда, ки има ли плата? Са ке пукне плата. Паметно поја, брат. Како па? Па да се откачи од жене му, оди звездо, да ga бега се мај го плату, брат, и се го оди звездо. А зашто не звезда? Па да си оди звездо, да бега од njega. Ако звезда мислиш се вика жена. Жена му. Поја оди звезда да си иде и он си лепи сам бакшиш. Ако праже камо плата, каква плата на жена ми бакшиш? Знаеш што е интересно? Си кажава, гледе, плени колко појас мерак. За тој ме одвидување мерак. Не е лакој живот, шоферски. Замисли бе, тако у другу земју. Отише си на пут, избориш на телефон и чуеш нешто лошо, бе, ќе пукнеш од мука. Плата стигна? Плата стигнала, треба се вежба. Легна плата. Она да не легне снајката, плата нека легне. Плато леко ќе го подигнала. И ќе го потрошила. Снајко кој е пота, кој малце заоблена, како ќе го подигнем. Да го станимо. Да го станимо. Аха, да го станимо. Што ви кажали у Стредорек да се ошуши. Верувам дека сите пред тебе екраните се насмеа и се расположени и овде во студиото се смееме. Јас можеби прв пат некои вицеви ги слушам, но моите гости ако ги слушаат по десетина, можеби повеќе пати, повторно се смеат. Јавува ли еве сега вака кога ќе слушнеш некој виц Боби, одма ти трга некој друг да ти дојде? Да, некогаш на пример, сак одма. Добро, ке збору кумановски, па што гледам дека сакаш, да. Па зависи, некој на пример кога ќе ми кажи ми еден виц и готово, и сечеш се. А на пуно седенке кога ќе седнемо, се си почне само по себе да се иде. Значи буквално ти текне за сваку тему ти текне виц, за сваку тему ти текне и тој трае можда 100 вица ќе се каже на едну седенку и обшхал, значи смејање, друштво, па од таму ти дофрли некој друг. Ја имаш едно време нога другара и доваѓа до мене и вика: "Брат, да ти кажу еден виц, ама ти боле ги кажуваш." Сак кој ти текна? Сега момент. Двојца гробари правив обед. И му вика да на друга, вика: "Леле, брат, денес има едно сахарно тежак човек, 150 кила, вика, дога спуштива." Ништо тој не е, вика. Ја многу лошо помина. Зашто бе? На едну снашку од Афганистан мушу умрела свекрва. Па спуштамо, дизамо, 10 пута бис ми правила, руки ми спаднава. Толку што го сака свекрву, бис 10 путеви. А како издржуваат позади камерите за време на снимањето, тоа можеби треба уште една трета камера да се стави од позади па да се снима. И за тоа имаме размислувано нешто да уфрлиме во емисијата. Како се снимаш? Како се снимаше, Джеки Чен финта нешто на крајот на емисијата, бидејќи имаме доста смешни ситуации. Се случувало неколку пати да имаме прекин на снимањето поради тоа што ќе чуеме некој од страна, не се смееме, да има задоцнето смеење. Така да имаме враќано неколку пати, воглавном се дисциплинирани на снимањето и оди како што треба. За време на паузите, дури и тие камерманите доаѓаат: "Ова што да го кажете, ова го прочитав, овој виц го заборавивте."
сакаат и тие уживаат, едноставно не им е проблем, тоа е добро. Дури и да се одложи снимањето, не прават проблеми, не гледаат на Заврши часовник, работната време. треба да си идам. Добро се забавуваат и тие во главно. Јас така мислам, па не знам се они како ќе реагираат. Денеска сте гости овдека во Скопје, колку често доаѓате и колку често го шетате барокот? Ви фали ли во Куманово нешто во барок стил? Барок не толку, ми си имамо батка, на баштат батко Ѓорѓија. Доаѓаме често по Скопје, например, и работно повише со Шанита, значи и он иде Ви повише се по работа. допаѓа изгледот на Скопје 2014? Што е она најмногу, со кое што најмногу селфиња имате направено? Па не знам, не ми текне у момент лавовите, вајде. Моje мислење е дека убаво е нешто да се гради, меѓутоа да не биде претерано. Сега какво мислење, многу контроверзии имаше околу тоа, ако кажеш вака или онака, веднаш ќе кажат од оваа или од онаа страна си, во главном не сакам што е претрупано. Мислам дека е премногу, а да кажеме тие некои од зградите ми се допаѓа изгледот и ми се допаѓа тоа што е ново, едноставно што има нешто променето, што нешто е видливо од тоа. Сега колку е тоа квалитетно не знам, нели велат дека е стиропор, дека не знам вака онака. Затоа ние Куманово си го редуваме премалку. Да, ние немаме многу споменици во Фек Куманово. шуј. Пошироко да биде. Така, пошироко. Оние двата од Втора светска војна, од после Втора светска војна ни беа, и еден додадоа сега Батко Ѓорѓија, како некоја знаменитост на Куманово дека ние сме шегаџи луѓе, и тоа ни е доволно, не бараме да прават кај нас споменици, не мора, нека ни пуштат вака пари. Кафани, каде наши емисии, така да. Да, да има повеќе Материјал за работа. Народот да биде малку поопуштен. Мислам дека споменици не се тие што прават нешто некој да се чувствува добро. Иако не е на одмет да има, нели? Треба да има, ама не премно. А шарената револуција стигнува во Куманово? Имаме. Имаме шарена револуција. И ние шараме ваму таму, од една кафана од друга кафана. Така е, шара. Стално шара. Ние така ги поддржуваме сите револуции кафански. Шарате по кафаните. Шараме по кафаните. А таму се најголемите инспирации. Така, рековме политика, нема да мешаме во емисиите. Мислам, секогаш ако застанеш на ова или на една страна да поддржуваш една или друга страна, ќе биде лутиње, така да сите си Не знаат што планирате си да дојдете прават. во политика, да, а Така, музика? така. Музика, да. Коментирате музика? Која е Па, инспирацијата во стиховите? Ја Нешто наоѓате? имамо у планот септември, нешто имамо у планот. Се крчка нешто. Се крчка А неколку пати на слушање некои мелодии на реагираме кога ги чуеме нашите староградски песни македонски, има многу контроверзи некои. Како на пример? Како беше? Она Она мајче. Јас пред тебе, така, Има такви такви работи. работи. И слушаме со Боби, си викаме, чекај, овие малку Со мнозина не перверзни доваѓај како чекај. Дојди само со мнозина, со колку била таа Со сушност. мнозина не доваѓај така, да. Подрум одам мајче, сега што и вели, она пее, подрум одам или они вели в подрум одам мајче, ти дојди по мене. Не, такви некои така, работи. може би дека маја се викала. Не на мајка, нели мајче. Мајче така Куманово, Сега викам маја. маја у подрум доле, такви некои дилеми ни се отвараат и се ставаме пред размислување дали може би било добро. Што пишувале овие на Што време? пишувале, ајде да ги Субвенции имале искоментираме. ли за ова? Замисли што пишувале они без субвенции. Сега да имале такви субвенции, веројатно дека ќе отишле чекор понатаму, сигурен сум. Или девојко зрело јаболко? Многу Сега. примери, А многу. викаат запана јабука никој не зима. Разведена жена и Запана јабука никој не зима. Весело ќе биде сега во среда на 13 кога ќе се оди по невестата во кампот. Ќе видимо. Можда сме у план да идемо по невесту, ќе видимо пак како ќе искомбинираме, може да идемо, пошто одговорниот што е на Центарот за управување со кризи Горан у шалу кажамо дека он ќе биде татко, он ќе го изведе, пошто њоњот идева у Германија, веќе тамо. Остана сама, тако нема фамилија, тако девојчиња од Црвен крст и дечки многу упомогнавиш од почеток, значи уостало право светло на Црвен крст доде до издржи, значи прифатива го и они се како една фамилија. Така да ќе видимо, се А како Краса. долгогодишен играорец, успеа ли да ја научиш невестата на некое македонско оро? Да. Со кое што ќе се покаже пред сватовите? Да, мислам дека ќе изигра. Тешко. Тешкото, да, многу е тешко што станало дека. Шибо си тргнав нека Европа. Да, далече ме чека пат. Па да, научи нешто да играм, мада музика и ритам ирачки наш е многу сличен. Имав многу зборови наши, пошто он е со курдско потекло.
Значи има многу зборови наши, како што су каиш, душек, джезве, да. Значи, кај нас нема, каде нима, така да многу има зборови наши, што лако ќе се прилагоди на наш јазик. Одлично, седми јазик кој што ќе го научи ќе биде македонскиот, осми кумановскиот или обратно? Она повише перцепира кумановски. Кумановски. Веќе е локал патриот, за многу кратко време. Да. Одлично, и верувам омилена помеѓу кумановци. Да. И веќе не препознавав луѓе по улицата и од новини, од такви работи ме препознавав и она која комуникативна е, неколку пат сме биле заедно и у ресторани и у дискотеки, така да веќе е препознатливо. Ние овдека правиме на кратка пауза за реклами и потоа се враќаме, продолжуваме со разговорот со моите денешни гости. Секако дел од хумористичната серија Нема љутиш, со мене во студиото Драган Ивановски и Боби Додевски. Биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond со рум во 2 заводливи вкуса. Best Beyond, чекор што менува се. Еј, вие што секогаш сте во потрага по нови нешта, ви го представуваме новиот изглед на Скопско. Добро познатиот вкус на Скопско, одсега во ново пакување и освежен дизајн. Да создадеме уште повеќе нови сеќавања. Скопско за нас. Блек Ап. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Создадена поинаква, создадена за мене. Кокта. Браво премиум и годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, добитници: Христова Совче, Струмица, Јовановски Науме, Ресен, Бајрами Ремзи, Скопје, Новеска Тања, Прилеп, Петровска Билјана, Скопје, Василева Ана, Кратово. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Се враќаме назад во студиото, денеска навистина релаксирано, како за последна работна сабота за оваа сезона. Во студиото навистина опуштено со моите денешни гости, кумановците Боби Додевски и Драган Ивановски од Нема љутиш. Нема љутиш предизвикува смеа кога се гледаат скечевите и вицовите, тоа веќе го констатиравме. Во полицијата, кога ќе се појави Боби, секако дека е повторно смеа. Драги, дали си ти оној кој што ја држи атмосферата да биде под контрола за време на снимањето, во рамки на организирањето, кој што како, потребно е секако да се најде слободно време, затоа што останатите сите си се со своји други обврски, нели, не се сите професионални актери и не е само ова кое што го работите определба. Тешко ли е? Јас не сум професионален актер. Мојот обид за професионалност во актерството заврши при конкурирањето на Академијата на Драмски. Не успеав да се запишам и тогаш се дистанцирав на некој начин од театарот, се посветив на медиумите, први радио, па телевизија. Не ми е тешко, бидејќи навистина уживам во оваа работа. Јас сум и директор на телевизијата, локална ТВ+, имам многу обврски околу телевизијата. Единствено ми е жал што не може малку повеќе да се посветам на емисијата. Мислам дека од септември ќе имам шанса малку повеќе да сум присутен. Инаку да, јас сум тој кој на крајот е како некој филтер од сето кажано, запишано, што ќе каже и ќе одлучи ова ќе иде, ова нема да иде, нешто нели тргаме од сето тоа што ќе се нафрли како идеја.
И мислам дека јас реков еден мора да одлучува за тоа, им реков ако сме добри, успешни, капитен на екипата. Може така се каже. Не главен, туку капитен на екипата. И реков доколку сме успешни ќе одиме така. Ако не ќе ме смените, па друг ќе одлучува. Бидејќи на гласање тешко дека ќе помине тоа. Некој мисли дека ова поубаво, ова не е толку добро. Јас селектирам таа работа, мислам дека добро оди за сега, па се случува многу пати некои изфрлени работи да ги завратиме во некој нов контекст, каде што делуваат многу подобро. Сега за сега тоа добро функционира, не ми е тешко велам затоа што стварно уживам во оваа работа. Нели рекле ако сакаш да не ти е тешка работата, сака е, јас ја сакам оваа работа, веќе преку 20 години сум во медиуми, дневно и по 2-13 часа сум на работа, ама апсолутно не ми е тешко, само поради тоа што уживам додека сниме некоја реклама, да се измонтира тоа, да нафрлиме нешто, Боби е често кај мене во канцеларија, седиме и се случува многу пати од едно нешто кажано ќе помине некој камерман или некој ќе дојде за реклама нешто да праша и од еден муабет ние ќе почнеме веќе да си нафрламе муабети. Тој јас и само да се погледне, пишуве. Значи секојдневно се случува такви работи и тоа ми внесува дополнителна ведрина и ми даа сила и во останатите сегменти во телевизија сега има и други понапорни работи, вработени, обезбедување на плата. Кој што веќе администрација потешкиот дел. И тука малку не уживам во тој дел бидејќи немам тоа работено, ама мора се да се научи. И воглавно функционираме добро, тоа ми се допаѓа, до сега немаме во екипата, во емисијата, дури ниту, да кажам, мала кавга, нешто. Сме имале различни мислења, меѓутоа се сложуваме многу бргу, бидејќи јас одлучувам на крај. Крајниот збор. Тој дека сам кој тебе многу канцеларија, не требаше да ме пофалиш толку. Кога не е на работа, кај мене. Ќе сечеме. Така. И нормално, како сите телевизии емисија, демократско правиме и да си кажеме што сакаме, он да си направи он што си намисли. Пошто негово мислење и наше мислење, тоа е демократија. Пак е демократија. Така, и пак е демократија. Чекаш ли да завршиш со смената во кампот Табановци за да отидеш да кажеш што си смислил ново за следната епизода? Да. Дури од таму знае да ми се јави некогаш на пауза. Шани, пишуј. Слушай што се случи. Пишуј, значи дешава се, значи има исто и пуно и таму дешаки у Спутни се деси нешто. И јавам се моментално пошто се забрави. Ноќна смена на работа, наутро јас се спремам за работа, одиш, доаѓам и ја. Често е кај мене, кога не е на работа. Сметам дека е тоа поради тоа што и тој ужива во цела оваа приказна и не му паѓа тешко. Две работи, физички не е едноставно тоа да се издржи, меѓутоа не гледам, некогаш не сум забележал дека е преуморен да не може да функционира. Еднаш или два пати за овие година и пол, две сум забележал да каже 48 сата без на работа, без престанок, без спање и тој задњу слику више право кој. И он кајде, еш малце. Издржување на снимање вака. Сега кога би требало да ти кажат да одбереш помеѓу оваа работа и полицијата, односно тоа што го работиш во Министерството за внатрешни работи? Значи, малцето сме појаки збор финансиско емисију, би избраја овој работа што го работа сега. Тоа зашто не дека е тешка полициска работа, не е ни лесна, видиш многу и убави и ружни работи, значи видиш и различити карактери, и добри и лоши. Напорна е работа, треба си јака психа за сви ситуации у кои се најдеш да професионално да завршиш, да мислиш да не погрешиш тамо и успевам да го одделу професионално работу у полицију с овој дел од работа. Мада овој дел ми е многу потако и опуштен и таму мора да си сериозен. Да, повише ми исполнува. У полицију се ми мај можда желе порано да работам. Татко ми загина 2001 војно и на негово место ја дојде, мада не сум толку бил загрејан, али тоа е животна судбина каде некад не можеш некои работи да смениш. Судбината си ги прави своите работи како треба се да дојде на свое место. Секој зашто ни велат има свое затоа. Ете и драги што ве споил во оваа емисија, сигурно дека понатаму ќе се покаже зошто било тоа добро. И кој ве се покаже веќе кумство развиено. Да. Еве една работа која добра, нели, што произлезе од емисијава. Јас се надевам дека нема да дојде до тоа да треба Боби да бира помеѓу таа и таа работа, затоа што супер функционира на овој начин. Тоа сака и таа работа на некој специфичен начин. Верувам дека оваа сега му е интересна како нова и ведра работа, пред се носи доста расположение, онака лесно ни иде се до тоа и затоа не му представува некоја тежина.
Убава оваа работа, пак ќе кажам, која сака, воопшто не е напорна. Оно е што, аз сум имал и такви случаеви да дојдат кај мене во телевизија да сакаат да работат, меѓутоа се гледа кај нив дека не ја сакаат работата и тогаш настануваат потешко. Да, па тешко ми е, па треба да дојдам ваму, да идам ваму да истражувам тоа. Да, сето тоа треба за да бидеш присутен на медиум. Ама ако го правиш со љубов, апсолутно може да ти донесе дури дополнителни некои бенефити во животот. Работите кои ги истражуваш да ги искористиш на некое друго место, можеби во некоја насока, во приватна насока или по приватна потреба. А ние сега ќе погледнеме уште еден дел од Нема љутиш, токму да видиме со колку многу љубов вие ги подготвувате сите овие скечеви, овие вицеви, со единствена цел да ги расположите гледачите кои што редовно ве следат. Следува уште неколку минути Нема љутиш. Трчи дете на која татка и вика: "Тато, да те прашам нешто во кој како мушки да разговарам, да ми објасниш ти. Кој вика повише у акција, вика, кој разбива, тој што е од озгора или тој што е од оздола?" Па нормално сине, тој што е од озгора. Мама го утепа поштара. Брат, знаеш дека си ми имаме проблеми прошли пат кад... Не бе, брат, што? Како бе не? Комшија се буни, викам, но се смеете, бе, може да спиеме одма. Нема везе, брат. Ми како спиеме, па ми усам се смееме. Брат, па ја не ги се мешам нима они кад се смеат. Не знам се што да правим. Па што знам, брат? Да лаја, брат. Не бе да ги иселимо комшија. Може. Да ги сменимо. Имам идеја, брат. Што? Ке доведу куќе, брат. Добро. И цела ау. Комшо, боле беше кад се смееш него и кад лаја. Ама да го оставиш куќе. Едно 3-5 ноќа да го поред, да не ги даде да се смее. Да не му даеш идеја. После молим да смеете се. Комшо, што му се смее, што да веде овој джукело? Па сега ќе лајмо или ќе се смееме? Ке лајмо и не. Ај како ни дојде. Брат, знаеш што? Имам ја и друга идеја. Зашто да зијам куќе? Комшија е доволно лајв за мене. Бе, не смееш шамар да удриш на своју жена, е. А камо ли па на комшиско? Не, на комшико може да удриш, ама мерак. Од рак и од мерак нема лек. Не. Тој се признава. Леле, ама га тепа... Мушки. Ајо, жени се ти. Се смеја, тоа што ти кажем. Порано жена не диза руке на муж. Ноге диза. Тајсон е, тој... Помило му с Тајсона да легне, помалку ќе те ги викам со нив. Види, некој мужи па вика, бе, женска рука е мила и кад тепа и кад гали, нели, па за тој знак. Збори си за своју куќа. Не, баш не ми е мила кад не тепа. У недостатак на зборови, она се сгримаса. Ту. Помали фонд на зборови, оба. Па добро, од сега с руки ќе ти збор. Ама нели жене позборливи? Зборливи, па види. Зазбори се. Поебет нека тепа колко сак. Не, овој момент не мора да не тепа. Не. За кој момент не. Да не си муж у куќа. Вешта на конверзација. И по оното искочило вешта, вештица. Бежичан радник. Не, има жица, ма нема уклучена струја. Он избега кога треба да се плати. Ба, тоа е технологија, се бежично. Свако бега. Врткаше ли се нешто по главу? Ама брат, тој се вртка по главу, тој од седенко од јечера, не од клип. Една моја колешка на работа вика: "Абе, леле, вика, фотокопира некои листови, врти ми се по главу, по колешките ни гледа листови, ако ми гледа." Вика: "Брат, ми ти мора да се помагаме. Еве, ти ме повлечи, ја ке те подгурнете." Дете трчи дома. Баба, да те прашам нешто, ми како сме настанале? Па штркте да не, сине, штркте да не. Добро, баба, види куде. Мамо, како сме ми настанале? Па штркте да не, сине, како може да сме настанале? Иде куде дадо. Дадо, ми како сме настанале? Па, не знам ли, штрк издјамире да не. Задни со години мало сексови куќи.
Ние се насмеавме утека во студиото. Штета што завршуваме полека со работна сабота, да имаме простор уште малку повеќе да се смееме, затоа што како што и самите кажате, на луѓето им недостасува да се смеат. Секогаш сте вака повицевите, расположени шегобийци во школа, како сте поминувале? Добри. Во школа доволно поминувам. Доволно одевме во школа. Па добро. Обичајно, например, да, што ситуации на кои се сеќаваш? Да. Па имало и милион ситуации, например, у треќа година на професор, кога дојде нова професорка кога нас у основно средно училиште Перонаков у Куманово. Професорка нема да го именуваме, која дојде млада, нова и сега имамо 7 час од нју. Ама она цело време се запна на сите ни стави единица на полагање, ќе идемо цел клас. Добро. Пред да дојде професорка, ми цел клас у друга училница отидемо. На мој не сидел, пошто беше председател на клас. И улаза професорка, отвара врата, гледа, нема никој. Гледа дневник, гледа тој горе број, тој клас, нема никој. Враќа се, иде каде директора да каже дека ми сме избегале и да покаже каде директора. Умеѓу време ми се враќамо, седнуемо сви, он улаза, еве директори ми, добро вечер. Ама како? Јас влего, не, професорки, ви не сте улазале дека. Не знам каде сте улазале. Значи, имало е пуно такви работи у школу, каде што нормално е како председател на клас. Ги организираше сите работи. А кога ќе отидете некаде, ете, не дај Боже, човек ќе дигне температура, ќе настине, ќе треба да се отиде на доктор. Таму ситуации? До сега ми се нема случајно откако оди емисијата, меѓутоа претпоставам реагираат сите позитивно. Ама очекуваат понекогаш и кога не ти е докажување на вицеви, нели тоа не се случува. Па ми се случи еднаш на гости на некој роден ден, ама нешто не се знаев со тие останатите гости премногу. Јас у малку ми треба мало запознавање пред да се опуштам и бев онака, да. Не се опуштам многу малку и бев онака порезервиран, едноставно, не дека не се смеем, ама очекуваат малку поурнебесно да бидне. Инаку кога сме во комбинација, сме веќе тогаш ќе почне од нас и потоа ќе се приклучат и другите и тече без проблем. Боби се сети на некоја случка на доктор? Да, не, да се довршам на мојот, он вика кад ќе отиде на доктора, не она доктор ќе иде, не на доктор. На докторка. Чекам смена. На доктор ќе иде, да. Чека да смена. Да. Навистина ми е драго што денеска бевте дел од работна сабота. Верувам дека не ви беше тешка оваа работа. Релаксирано во денешното издание со кое што ја завршуваме оваа сезона. Јас на самиот крај ќе ви се заблагодарам што дојдовте уште еднаш и ќе ви посакам многу успех со Нема љутиш од сезоната која што следува нели во септември. Убаво си поминете на свадба. Многу среќен брак ви посакувам и со течење понатаму секако Боби да не израдуваш од септември кога ќе дојдете повторно во емисија. Ќе ги поздравите другите членови на Нема љутиш за кои што ете можеби денеска немавме простор во студиото, но во некоја следна прилика верувам дека ќе се собереме сите и дека тогаш јас нема воопшто да зборувам. Само ќе се смеам. Благодариме за поканата, сигурно дека и понатаму кога и да почувствувате потреба дека сме добре дојдени во тој момент да кажеме нешто ново, тука сме да дојдеме. Со нови емисии од септември верувам дека ќе продолжите. Сигурно, концепт. Да. Нема да биде тоа сосема нов концепт, како што кажав, ќе бидат неколку измени ќе се случат во емисијата кои се надевам ќе ја подигнат на малку повисоко ниво и дека ќе бидат уште поинтересни за гледачите. А меден месец ќе има ли нешто? Дојрам 3 дена. 3 дена на алги. Што викам киеш на море? Веќе сме на мед еден месец. Само на метод се по меден месец нема. Доби смо 2-3 тегле поклон, мед и на меден месец. И после алги малце и можеме од септември да почнеме од почеток. Ви благодарам за гостувањето. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Верувам дека се релаксиравте и дека се опуштите пред ТВ екраните доколку не фативте од самиот почеток. Репризата е утре, недела во 21 часот. Јас овдека ве поздравувам и посакувам убаво и топло лето. Секако гледајте ги репризите на работна сабота, а ние се гледаме со почетокот на новата сезона од месец септември. Пријатно.